Првата светска средба на децата бегалци беше организирана 1988, втората по 10 години 1998 и како што знаете третата средба беше организирана во 2003 година на тлото во егејскиот дел на Македонија. Со возбуда и чувство на особено задоволство ја отворам средбата на децата бегалци од егејскиот дел на Македонија, кои во 1948 година, како последица на ужасите од граѓанската војна во Грција, беа принудени да ги напуштат своите родни огништа, да се разделат од преградските на своите мајки и да тргнат во неизвестниот за нив екзил. Се разбира, идејата беше да се организираат во родните места, кај нас, односно во егејскиот дел на Македонија. Меѓутоа, политиката на Грција беше таква, односно нивната реакција. Тоа беше еден гром, да ви кажам, упадна на грците. Знае нашите активности, знае до тога, а не мислеја оти не можеше никогаш да се најдат луѓе што јавно ќе го кажат тоа. Се работи овде исклучиво за грчката политика, која не признава и е многу агресивна. Дури дојде до таму да ги расипува и односите со Југославија, заради тоа, ако Југославија ни дозволи да одржиме. Грција има влијание и успела да ги убеди сите европски фактори, па и светски, дека тоа прашање е ирационално и дека не треба за тоа да се зборува. Не се само тие македонците што сакат, што требаше и не се вратија таму. Има други малцинства во Грција што помало познати, власите, турците. Председателството на СФР, Југославија, донесе заклучок да ни ја забрани средбата. Вратили сте се овде, де су вас ваша македонска браќа дочекала и пружила помош у неволјама изазваним ратним страдањима. Прихватили смо вас тада први. Дубоко е хуман гест и оних земјалја кои су вас каснije прихватиле, а од коих сте многе изабрали за ваше трајно пребивалиште. Будите први у борби за... Меѓутоа, нашето раководство македонско кажава, пренесите на нашите другари во Белград дека програмата како што е зацртана така и ќе се одржи. Во спротивно, ние како раководство на Република Македонија сме подготвени да си дадеме оставка во колку биде забранета ова средба. Така и се одржа првата светска средба во Скопје. Тоа беше всушност и откривање и покренување на македонското прашање. Од и до тогаш беше табу тема. Со оваа наша средба ја искажуваме нашата приврзаност кон идеалите на мирот, слободата, демократијата, нашиот стремеж кон создавање на свет ослободен од секакви стеги, омрази, дискриминации и од се што го урива достоинството на човекот. Од собирот на децата бегалци од егејскиот дел на Македонија, 1 јули 1988 година, Скопје. година успеавме некако еден дел само да влезат до Воден и тука изолирани на плоштадот да бидат пречекани од архимандритот Никодим Цркњас, Прицкас и Пасојс, и тоа беше наше прво згазнување. И наместо ние, кои сме родени тамо, да видиме мост за пријателство со Грција, они употребуваат сосема различна политика, различен пристап и не сакат да не признат како да ние не постоиме.
Грција има потпишано сите конвенции и мора да прифати тоа што народот си го бара. Грчкиот режим изгради солиден одбранбен визнопасошки режим кој во старт ја елиминираше можноста за влез во таа земја за некогашните бегалци, односно политички имигранти. На секој кој имал било каква семејна или географска врска со северниот дел од Грција, му беше оневозможено да ја посети таа земја, па и во туристички цели. Врв на евидентната фобија на грчкиот режим е 1982 година, кога е донесена уредба на Министерството за надворешни работи на Грција, со која на македонците, кои беа протерани по граѓанската војна, им се одземаат државјанствата и правото на имот како негрци по род. Тоа беше уште една мерка на предпазливост, која требаше да го одбрани само прокламираното еднонационалното и монолитното грчко општество од несакани елементи со негрчка национална, јазична и културна свест. Ние како малцинство во Грција, национално малцинство во Грција, не сме толку јаки со активисти, не сме толку јаки со друг материјал, ќе требаше да се грижат повише некои други, и тоа е прво Република Македонија, што е една држава, со институции, со министерства, со министри, со премиери и така. Ние сме многу заинтересирани малцинствата на Балканот да се гледаат како мостови кои што ќе не спојуваат, кои што ќе не зближуваат и токму така и се однесуваме внатре во земјата и сакаме да дојде денот кога таков приод ќе има на секаде во регионот од сите земји. Последните 10 години немаше ни еден чекор од минатите влади да ја поддржат нашата грижа за тоа прашање. Ние имавме еден добар дел на прашања кои се уште не беа ниту решени, ниту за нив некогаш се зборуваше или се зборуваше со една резерва и така натаму, без оптимиста дека секогаш има решение за секој проблем и дека дел по дел ќе се решат. Моје длабоко убедување е тоа дека ние немаме стратегија околу прашањето за малцинствата во нашите соседи, мислејќи при тоа на македонското малцинство во Грција, во Бугарија и во Албанија. Свесни сме дека државите на Балканот не се кроени строго според некои етнички принципи, нити пак може некаде во Европа да се исцрта точна рамна линија за етничката распореденост на одредени групи. Така што сите држави имаме повеќе или помалку малцинства во своите граници и затоа е многу важно да им се посвети достојното внимание на тие граѓани. Ние сме земја која сме ги дале сите права на малцинството кои живеат во Република Македонија и тоа е добро. Меѓутоа мислам дека треба властите наши и ова актуелно и таа што била пред тоа и таа што ќе биде после тоа, треба да се позанимават и со да лобираат да и во Грција, и во Бугарија, па и во Албанија, да македонците добијат некакви елементарни права со кои ќе се покажа дека тие се едно малцинство во конкретната земја, во овој случај во Грција. I think that official Athens should adopt the ratification of the European Charter and start to implement this very important Council of Europe document, as well as to implement the general policy of the European Union related to linguistic diversity. We regret to say that up to now the Greek politicians hasn't done anything to develop such a policy and to convince people that such a policy is not against Greece, against the Greek language and culture, but the policy to maintain the cultural and linguistic diversity, which is the real richness of Europe and the Greek states as well.